Добър вечер. Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам на присуството на уште едно онлайн предавање на Рускиот центар. Како што знаете, оваа година предавањата ни се онлайн поради настанатата ситуација. Денес ќе има повторно предавање доктор Емил Нијами. Второ во низата мала литературна прошетка низ Москва. Па да не губиме повеќе време, би му го припуштил зборот на доктор Нијами, да ни каже нешто повеќе, повелете. Благодарам. Јас не очекував дека минатиот пат дека ќе има толкава заинтересираност и дека ќе сакате уште да позборуваме за литературните музеи во Москва. Така што денес за вечерва решив повторно, значи да направиме една мала литературна прошетка низ Москва и повторно нема да завршиме тука, бидејќи кога почнав да работам, она што сакам да ви го представам, излезе дека овој пат ќе можам да ви представам повторно 4 литературни музеи. Нема да го правиме оваа низа бесконечно да одиме. Понатаму, значи, ќе направиме пауза, па ќе се вратиме повторно, ќе имаме и трета мала литературна прошетка низ Москва, која што ќе биде некаде во некое догледно време, за да не ви стане здодевно. Минатиот пат завршивме на место од каде што сега ќе почнеме. Само момент. Тоа е музејот на Мајаковски. Минатиот пат ви го спомнав на кратко. Музејот на Владимир Мајаковски инаку е основан во 1937 година по иницијатива на Лилја Брик. И таа најпрво била организирана како библиотека музеј. На почетокот таа се наоѓала на Генриковата улица, каде поетот живеел со Лилја и со Осип Брик во периодот од 1926 до 1930 година. Вака денес изгледа. Вака изгледала Генриковата улица во времето кога во неа живеел
Владимир Мајаковски. Но во 1972 година на иницијатива на сестрата на поетот Људмила Мајаковска, музеот е преместен во поранешната комуналка во Лубјанскиот премин, каде Мајаковски имено и го завршил својот живот со самоубиство. Минатиот пат ние ја видовме и сликата од неговата соба. Во 1989 година, според проектот на музеологот Терес Паљаков, поставката е модернизирана во конструктивистички стил. За неја е направен изложбен простор на 4 ката, кој е посветен не само на поетот, туку и на целиот руски авангардизм. Еве како денеска изгледа музеот, влезот во музеот. Музејската експозиција содржи повеќе од 50.000 експонати и постојат 5 фонда главно. Тоа е меморијален фонд, потоа ракописи и документи, фотографии, фотографски негативи, ретки книги и предмети од ликовната уметност, односно уметни. Во меморијалниот фонд се зачувани меморијални предмети од секојдневниот живот. Еве како што можете да видите, прибор за јадење на семејството Мајаковски. Можно интересен прибор. Семени реликви на семејството Мајаковски. Тука можеме да видиме предмети, часовникот на Мајаковски, потоа предметите за кои што пишувал Нели. Ова е неговата машина за чукање. Еве го повторно часовникот сам по себе. Инаку интересно е да се спомне за овој часовник. Мајаковски, знаете, од поезија многу тешко се живеело. Тој многу сакал часовници и меѓутоа немал пари да купи. И кога собрал пари, го купил токму овој часовник џебен. Ама наскоро почнале да излегуваат рачни часовници, така што, да кажеме, го батили малку овој часовник и почнал да се носи рачен часовник, се купил нов. Ова се, витрини со лични предмети на Мајаковски. Мебел од дневната соба. И практично фондот на предмети и од ликовната уметност ни дава представа за развој на уметноста во периодот од 1910-1920 години на минатиот век, односно периодот на футуризмот, од футуризмот до конструктивизмот. Тука има многу плакати, реклами што ги има создадено Мајаковски и неговите современици. Еве го, влезот во меморијалниот дел, работната маса. И ова за што зборував, делови од ликовната уметност, кои што се влезени во фондот од тој период. Гледате клуци, динамичка конструкција. Тоа е, има многу интересни нацрти исто од Малевич. Таму Валентина Колагина. Повторно од неа нацрт за амблем на женско списание, веќе ги препознавате тие елементи на конструктивизмот. Ова е рекламен плакат за чај со текст на Мајаковски, за чај управление, односно каде да се купи добар чај во Русија. Тука исто така може да видите плакат за настап на Мајаковски со целата програма, кој што нормално се нарекува Хорошо. Одиме во фондот на фотографии и фотографски негативи, постојат оригинални фотографии и негативи,
како на поетот, така и на луѓето што го обкружувале. Ова е самиот Мајаковски. Можна интересна фотографија. Јас барав една друга фотографија, меѓутоа не можев да ја најдам никако. А тоа е фотографија каде што Мајаковски на својот капут наместо копчиња користи тркалца од морков. Ова е Лилја Брик, значи негова љубовница, неговата најголема љубов. Веројатно ја знаете приказната дека дури незиниот маж генерал Брик знаел за нивната врска, тие живееле заедно 4 години и така натаму. И можете да погледнете црно-бела фотографија, нели Лилја Брик со златен фустан, дури и црно-бела се гледа дека е златен, а на главата носи стегач со дизајн на уметницата Папова, значи таа е многу позната во периодот на конструктивизмот, правила разни дизајни, таа е била уметница и дизајнер, правила разни дизајни, многу плакати, многу материјали, значи за шиење, за кроење во тој период, ги дизајнирала токму таа и тие се навистина многу интересни. Ова е многу интересна слика. Станува збор за тоа, тиражот на стихозбирките на футуристите во тој период не надминува 1000 примероци, па за да го прошират својот читателски круг, поетите морале да имаат јавни настапи. Видовме таму тоа од подоцнежниот период кога од плакатот. И затоа Владимир Мајаковски заедно со Давид Бурлјук и со Васили Каменски организирале едно големо патување во Русија, да кажеме турнеја. И таа турнеја на футуристите започнала во Харков на 14 декември 13 година, а завршила во Баку на крајот на март 1914 година, при што посетила 15 градови. И ова е слика една токму од тие посети. Во книжната колекција пак има многу ретки книги на Мајаковски кои биле издадени додека тој бил жив. Исто така од фотографиите, колку и да изгледа морбидно, тоа се фотографии кои што се направени за време на погребот на Мајаковски. И накратко тука би завршиле со оваката. Ова е една слика, да видите дека не ви раскажувам од памет, една слика од мене како сум, каде што стојам пред музеот на Мајаковски. Преминуваме на друг музеј надалеку, исто во центарот, тоа е домот на Гоголј. Официјален назив на овој музеј е Дом на Николај Василевич Гоголј, меморијален музеј и научна библиотека. И се наоѓа во поранешната зграда, односно поранешниот дом на грофот Александар Толстој на Никитскиот булевар, каде писателот живеел 4 години, од 1849 до својата смрт во 1852 година. Еве како изгледал на почетокот на 20 век, претходно слики нормално од не постоја. Во моментов овој музеј на Гоголј е единствениот центар во Русија кој е целосно посветен на Гоголј, основан е 1979 година при библиотеката како меморијална соба на Гоголј. Во дворот на музеот е поставен споменик на Гоголј, кој што е дело на скулпторот Николај Андреев, направен по повод 100 годишнината на писателот, и може да се каже дека ова е еден од најинтересните споменици во Русија и за мене многу провокативен, со оглед на тоа што авторот во само еден лик, ако убаво го погледнете, голема е бајаги сликата, во една позиција, значи, на писателот успел да прикаже можна интересна и една драматична приказна, значи почнувајќи од погледот, од самото лице, од облеката, од ставот во кој што седи Гоголј, има една цела драматика која што ги представува всушност е израз на неговите дела. Инаку зградата ги зачувала уникатните елементи на оригиналната зидарија од 17 век, изработена
големи тули, блокови од бел камен на сутеренот, полихромни плочи имаме. Музејската експозиција е составена од 6 меморијални соби кои се наоѓаат на приземјето. Од куќата, откако ќе влезете во музејот, прво нели нормално се наоѓате во предсобјето, каде своевремено се наоѓал слугата Симеон кој ги пречекувал посетителите на Гоголј. Постановката во предсобјето е мощна мала, а главен експонат во неа е така наречениот сандак на авантурите. И тој сандак на авантурите е наречен така затоа што во него се наоѓале сите работи што му биле потребни на писателот за патувањата. Следната соба е кабинетот на Гоголј. Во тоа време кабинетите биле деловни простории во кои аристократите ги примале своите гости, односно своите посетители. Но за Гоголј оваа соба била работна. Во него тој творел исклучува само мал дел од луѓе, само најблиските имале пристап до неа. Тука се шкафот за книги, еве го гледате, во кој што се наоѓа познатата кожена чанта на Гоголј. Еве ја, таа, оригиналната кожена чанта на Гоголј. Интересно е тоа што Гоголј воопшто не се разделувал од неа и дури кога патувал, тој постојано бил со својата чанта, ја ставал до себе и не мрдала воопшто никаде. За посетителите најинтересна е халата која што е наречена ревизор. Таа раскажува за 30-тите и 40-тите години од 19-тиот век, односно за театарот на Гоголј, за поставувањето на неговите драми, како во Москва, така и во Санкт Петербург, како и за главните актери во неа. Оваа просторија била всушност гостинската соба на грофот Толстој, каде Гоголј ја читал својата, значи тој тука на ова место ја читал својата драма Ревизор. Како што знаете, првата поставка била во Санкт Петербург, кога дури и царот бил восхитен од самата представа. Следната сала е салата наречена Олицетворение, и во неа се раскажува за делата на Гоголј. Постојат во неа 8 арки, и во секоја арка имаме различни етапи на творичкиот пат на писател, значи од раните негови дела до неговата духовна проза. Сега гледаме првата арка. Во првата арка таа е наречена Почетоците, односно на фонот на Малорусија е поставен символичен дав кој ја означува поврзаноста на Гоголј со својата родна земја, родна грудка и врската на ликовите со неговото родно место, со неговите ранни творби. Сите останати 8 арки се поставени на разни фази од творештвото на Гоголј. Тесно од 8-та арка се наоѓаат 15 портрети на Гоголј направени од современици. Спомен собата е направена по сеќавањето на современиците на писателот. Таа била мощна, топла и тука престојувале гостите, но кога конкретно јануари 1852 година Гоголј се разболел, грофот Толстој предложил да се префрли во оваа соба, затоа што нели нормално била топла. И во неа наутро на 21 февруари, според стариот календар, Гоголј починал. Часовникот на масата е запрен токму во 8 часот наутро, времето кога големиот писател починал, а веднаш до оваа кушетка е поставена и посмртната маска на Гоголј. Јас се извинувам што во презентациите завршуваме малку поморбидно, меѓутоа во музеите тоа е така представено.
Следните два музеа ќе бидат посветени на дамите. И следниот е дом-музеот на Марина Цветаева, кој што е меморијален музеј посветен на животот на поетесата. Се наоѓа во центарот на Москва, каде Цветаева со своето семејство живеела од 1914 до 1922 година. Отворен е музејот во 1992 година на иницијатива на голем број културни дејци, меѓу кои и академикот Дмитрий Лихачев. Денес во музејскиот фонд има повеќе од 45.000 предмети, архивски документи, антикварен мебел, лични работи на Цветаева. Ќе започнеме од предсобјето. Предсобје како предсобје, тука се наоѓало огледало и телефон, огледалото го гледате, како и огромен шкаф за оставање на горната облека. Тоа е нешто што е многу важно во Русија, кога ќе ти дојдат гостите, имаш место каде да ги оставиш бундите, капутите и така натаму. Следна е гостинската соба. Таа била наменета за престојна гостија, потоа служила и за послуга, понекогаш Цветаева дури ја издавала. Денес во неа има голема колекција на лични предмети на поетесата. Книги кои биле издадени во текот на нејзиниот живот, исто така изложени си слики кои ги поседувала Цветаева, нејзин накид, како и други уметнини и предмети од применетата уметност. Од тука се влегува во трпезаријата и тоа било место каде се собирало семејството, каде поетесата ги примала своите гости. Цветаева многу го сакала оваа соба и во спомените на нејзината сестра Анастасија Цветаева, или помлада сестра која што исто така била писателка, таа раскажува за тоа како Марина ја доживеала оваа соба, па вели: се отвара вратата и вие сте во соба со тавански прозорец и веднаш станува волшебно. Сериозно. Во оваа соба почувствував дека ова е мојот дом. Кој би можел да живее тука? Само јас. Во собата се наоѓа прекрасен камин, на кој се наоѓа тркалезна маса, на која Марина Цветаева со задоволство спиела чај. Над зидот, покрај влезната врата, се наоѓа прекрасен шкаф наменет за најубавиот порцелан што го посетувала поетесата. Од тука преминуваме во една друга просторија, која што била темна просторија, ходник, така била замислена, меѓутоа била преосмислена како музичка соба и во неа е поставен еден прекрасен клавир. Следна е детската соба. Во средината на таванот можете да видите еден прекрасен кристален кобалтен лустер, окружен со помали прозрачни лустери. Тоа било навистина шик во тој период. Го гледате детското креветче, голем шкаф за книги, како и метнички слики, веќе тука со религиозни мотиви. Потоа преминуваме во личната соба на Марина Цветаева. Можда интересна просторија, зашто во неа се наоѓа нејзиниот кабинет и нејзината спална соба. Работната соба е сместена веднаш, работната маса е сместена веднаш под прозорецот, што за поетесата представувало големо задоволство и инспирација додека творела. Тука на крајот, мислам дека го гледате, се наоѓа еден полукружен шкаф кој што Марина Цветаева го добила од својата мајка. Зад масата се наоѓа креветот на поетесата, што таа едноставно го обожавала. Тука гледате едно мало долапче во кое Цветаева ги чувала своите вредни работи. Значи не станува спор за вредни само во пари, туку се што сметала дека е вредно. И веднаш до вратата од оваа соба се наоѓа нејзиниот омилен грамофон, што таа многу често го користела и тој помагал при пишувањето, како и во моментите на релаксација во тешките периоди на нејзиниот живот. Од тука ќе си скачиме еден кат нагоре во мансардата
И ќе дојдеме до местото каде што порано се наоѓала кујната, а сега на нејзино место е поставена изложбата Леден оган, кој е посветен на судбината на семејството на Марина Цветаева. Во периодот на граѓанската војна Марина Цветаева и Сергеј Фрон речиси 5 години живееле одделно, тој бил на фронт, таа била во Москва заедно со своите деца и ги преживувала сите ужаси, целата немаштија и така натаму. Исто така се изложени автограф на стиховите Пецила Вала в Булаву, што Цветаева ги напишала во 1919 година. Гледате писма и фотографии на Марина Цветаева, писма и покана за поетска вечер и така натаму. Гледам дека малку треба да побрзам. Сега ќе се преселиме на Никитската улица, каде се наоѓа Московскиот дом на Ана Ахматова. Ова е единствениот, ова е музејски простор кој што меѓу последните отворен 21 февруари 2017 година во Москва, каде што Ана Ахматова често доаѓала на гости во Домот народови, но во негово моментов не може да се направи музеј, затоа што во истиот стан сега живеат други луѓе, значи тоа е стан кој што е купен од други луѓе. Тука има една соба во која што е представен интериерот од две соби. Љубителите на поезијата на Ана Ахматова инсистираат и понатаму дека е потребно да се направи музеј на нејзин меморијален музеј во Москва, затоа што таа многу често ја посетувала, многу долго одседнувала тука и многу го сакала градот. Се селиме, значи, одиме во таа една соба е поделена на две практично соби, гостинската соба, каде што Ахматова се седела со своите пријатели, меѓу другото и со Пастернак, и токму тука на ова место, на оваа маса, Ахматова и Пастернак ја читале првата редакција на романот на Пастернак Доктор Живаго. Тука се наоѓа и порцеланската фигура на Ана Ахматова, што е во природна големина. Гледате прекрасна е. Таа е изработена во Императорскиот завод за порцелан во Санкт Петербург. На вистина импозантна е кога ќе ја видите. До неа се наоѓа машината за пишување на Ана Ахматова. Еве. И на оваа машина за пишување е интересно што Михаил Ардов и Лидија Чуковска токму на оваа машина ги отчукувале стиховите на Ахматова. Еве масата, значи, на која што работела Ахматова, ова е нејзината мастилница. И да се вратам, значи, масата на која што работела Ахматова, таа се наоѓала во детската соба на Алексеј Баталов, во која што живеела поетисата. Масата е имено таа каде што таа седела, пишувала и преведувала. Значи, ова е мастилницата и интересно за Ана Ахматова што таа постојано сакала да пишува со перо, со мастил и со перо. Тука е и нејзиното Евангелие што таа го држала во своите раце. Тоа Евангелие практично живеело во Москва. Секогаш кога ќе дошла во Москва, таа го седела со него и читала. Меѓу другото, тука се наоѓа и еден можна интересен поет на Ахматова, може да видите. Има многу интересни портрети на Ахматова, ова е еден така од поинтересните. И засега во овој мал агол на Ахматова останува, значи, само една соба со надеж дека тој ќе прерасне во музеј, дека ќе се најде место каде што и жителите на Москва ќе имаат можност да се запознаат со животот и со творештвото на Ана Ахматова. Се надевам дека и овој пат ви беше исто толку интересно колку и минатиот. Ви реков, ќе продолжиме повторно со вакви екскурзии низ Москва. Сега би сакал, доколку има прашања, да кренете рака или да му пишете
на Дарко Несторов, кој што е значи домаќин на нашава средба, за да може да ви го вклучи микрофонот. Дарко, и тебе не те слушаме. Повелете доколку имате некое прашање. Еве, јас би сакала да ве поздравам од мојот на татко ми. Многу се интересни овие предавања. Ако може да има цела зима, барем еднаш неделно, да се информираме, и навистина некои работи поскроз прв пат ги слушам. Значи јас нема каде, нормално. Да, јас значи ви ветев дека ќе имаме секој петок, освен пред и по новогодишните празници, нели, ќе имаме предавања. Секако нема да бидат, тука ќе запремеме малку со литературните екскурзии низ Москва. За следниот пат ќе ви најавам уште сега нешто интересно, а тоа ќе биде екскурзија низ Звездниот град, односно местото каде што се подготвуваат космонаутите. И тоа го правам за тоа што јас ја имав таа среќа 2 пати да отидам таму и сакам тоа да го споделам со вас. Дали има други прашања? Еве, Христина сака нешто да не прашам. Да. Христина? Да. Не е толку да прашам, колку би сакала исто да се благодарам. Бидејќи сум голем љубител на руската литература, навистина ги сметам овие предавања не само интересни, туку и многу едукативни. И имам една мала забелешка. Да. Ако би можело, доколку нели има, повеќе вакви интересни факти од типот на тоа дека Пастернак отишол кај Јан Ахматова и го читале, не знам, доктор Живаго, отколку, например, не знам, години и слично. За мене лично тоа е многу поинтересно. Ако може некоја од тој агол да се гледаат работите, нели, една мала забелешка од моја страна, инаку ви благодарам многу, не само едукативно, туку и доста и вака и социализирачки би рекол. Ви благодарам, јас се обидувам да ги представам во кусо време сите музеи, инаку за разни случки и пикантерии, се што јас и кога почнавме, нели, малку ви спомнав за Мајаковски, за Лилја Брик, сепак тоа сите го знаат, значи може би е пикантерија, може би не сте го знаеле, значи генерал Брик бил така малце цврст и како да кажем, генерал бил, меѓутоа тој знал за врската на неговата сопруга со поетот и едноставно тие живееле сите тројца заедно, што во денешно време е незамисливо, камоли тогаш. Алал да му е. Дали имаме други прашања? Минатиот пат сме имале прашање, не сме го слушнале, а тоа е дали ќе имаме екскурзија, музичка екскурзија низ Москва, ќе имаме. И тоа ќе биде. Прашања? Значи, не гледам дека дали ќе имаме некојаш прошетка низ Црвениот плоштад на Москва? Нема проблем. И тоа ќе го направиме. Најубаво е да помине цело ова, па да одиме заедно да прошетаме физички директно таму. Сега нема да не пуштат. Без ковид тест. Може и Петербург. Може и Петербург. Нема проблем. Значи, јас повторно ќе кажам за сите сугестии, се што сакате, сериозно напишете ни на Facebook страницата или на имейл, ќе ги разгледаме. Значи, нас ни е сакаме да знаеме што ви е вам интересно. Поред, доколку нема други прашања, јас би ви се заблагодарил со оглед на тоа што имаме уште 2 минути. Би се заблагодарил уште еднаш на присуството. Ве очекуваме следната недела повторно, следниот петок, да се дружиме, да дознаеме некои нови интересни информации. До тогаш внимавајте на Facebook страната на Рускиот центар. Таму постојано имаме интересни
информации и новости. И бидете добри до следниот петок, до следното дружење. Чао, чао, имајте убава вечер. Исто, чао, чао.